Овде со мене Небоше Марковски. Здраво, како сте? Здраво. Човек кој што се занимава со... Јас сум професионално вработен на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје во Скопје, при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инаку... А која е причината, еве, зашто сте сега во комплексот и статов? Еве, малку повеќе за тоа. Така. Инаку за потребите на Фудбалска федерација на Македонија, јас го водам Центарот за едукација, односно за школување на тренерите во Македонија по програмата на УЕФА веќе 15 години. И кога веќе спомнавте и статов, да, ние сме 15 години како е формиран центарот од првата генерација, па до еве ова јубилејна наша 20 денес, тука што е. А што е причината, еве, зашто сте 15 години овдека во овој комплекс и статов, постојано се овдека вашите средби, вашите доделување на лиценци се случуваат овде? Да, токму така, значи, како што рековте, овде сме од можеби една единствена причина што овој комплекс навистина ни нуди идеални услови за тоа што ние треба да го направиме како програмски содржини, практично теоретски. Ги исполнува сите услови, имаме терен на располагање, па еве се и градскиот стадион, имаме спортска сала во случај на лошо време, нели, имаме фитнес центар тука кој што исто можеме да го користиме во потреба, затоа што програмата предвидува, нели, многу содржини, не само фудбалски, туку и оние што се, нели, пропратни, би рекол, фитнес тестирање и така натаму. А сето тоа го поседува овој комплекс? Комплексот го има, ги имаме сите услови, така да навистина не гледам причина да го правиме на некое друго место, кога овде навистина имаме буквално све што ќе посакаме, изгора на све, со истатов, со газдата, со персоналот, веќе имаме такви релации, таков однос воспоставено, сите наши потреби кои што се во насока на подобрување на нашата настава програмски да го покриеме, ни излегува пресред, така да навистина овој центар е навистина нешто што ни треба, што е потребно за да го реализираме тоа што е. А еве, јас сакам да бидам тренер, фудбалски тренер. Што е потребно, кои се предиспозициите еве да се стане еден фудбалски тренер? Па, за да ја добиеш еве таа лиценца за кој што еве овдека луѓето се борат. Така. Значи програмата е единствена за сите земји членки на УЕФА во конвенцијата и тоа по вертикалата УЕФА препознава три нивоа на школување. УЕФА Б или основното, тоа е сега оваа генерација тука. Понатаму ниво погоре УЕФА А, понапредното би рекол. Сите мора да бидат со знакот на УЕФА кога ќе ја добијат таа лиценца за... Да, сигурно. Значи по завршување тренерите без разлика на кое ниво се наоѓаат и го завршуваат по одслушување на наставата, они полагаат теоретско-практичен дел и по завршување на сите обврски дивни кон Фудбалската федерација, односно кон Центарот за едукација, они добиваат диплома единствена, која што е единствена во рамките на Европа и е со логото на УЕФА. Тоа значи дека сите тренери кои ќе завршат оваа програма, па ќе речам без разлика на било кој ниво, дали е БА или ПРО, највисокото, со дипломата која што ќе ја добијат, практично вратите во цела Европа им се отворени. И пошироко од 2006 година ФИФА и УЕФА во Берлин на состанокот заеднички се договорија за меѓусебно признавање на тренерските квалификации, така да од 2006 година навака практично дипломите со логото на УЕФА важат таму каде што е ФИФА и обратно дипломите со логото на ФИФА кои се би рекол еквивалент на нашите дипломи во Европа, односно со логото на УЕФА да бидат признаени кај нас. Така да сакам да кажам дека веќе вратите на овие тренери се отворени ширум светот. А еве во Англија има менаџери. Што е разликата меѓу еве да бидеш еден менаџер на клуб и да бидеш тренер на клуб? Затоа што еве во останатите клубови имаме тренер на клубот, а во Англија се менаџерот на клубот. Да слушнеме што е разликата тука. Па ако сте приметили во последно време и нашиве први тренери во нашите професионални клубови веќе не ги пишуваат тренери или шеф на стручен штаб, што беше популарно нели нивниот назив, туку се тим менаџери. Значи
Они располагаат со тимот, они раководат со тимот, они водат целокупниот тренажен процес и многу пошироко, значи она што го спомнавте Англија, значи ингеренциите таму се многу поголеми, они располагаат со фондот на играчите, они располагаат со буџетот на клубот со до одредена сума нормално во оние трансфери на играчи, продавање, купување и така натаму, така да тоа е тоа, значи и во Македонија веќе називот на нашите тренери по терковите на УЕФА се тим менаџери. Значи не се веќе шефови на стручни штаби кој што беше, со тоа што они имаат своји соработници кои што се тренери, да кажеме за кондицијска припрема, тренер за тактика, тренер за техника, кои што во својот делокруг на работењето се специализираат за тој дел на работењето, да. Има некои граници во годините, од толку години можеш да ја добиеш лиценцата до толку? Да, поврзано е со годините на староста и за упис на УЕФА Б, значи на првото скалило, минималната граница, долната граница е 24 години старост и нормално да има одреден бекграунд свој фудбалски, има тренерско минато, фудбалери и така натаму, што е значи, само мора плюс. да има фудбалско минуто. Па пожелно е. Знам дека е еден посебно- од најголемите тренери, Жозе Моринјо, нема такво фудбалско минуто, работел Има. како преведувач. Има, значи не бил професионален играч, во неговата биографија стои, не бил професионален играч, меѓутоа он бил, моите сознанија дека бил фудбалер, меѓутоа аматер. Тоа што има можност да биде поред Боби Робсон и останатите великани фудбалски е само еден плюс. Значи за првото скалило посебно, особено значи за УЕФА Б нивото, праксата и во Европа говори дека и не мора да има фудбалско минуто, ама би било добро да сака да работи таа работа, затоа што Б нивото препознаа работа со млади категории. Тамо може да бидат и луѓе кои што едноставно не играле фудбал никогаш, меѓутоа сакаат да работат со млади категории, со дечиња, така да дури таа комбинација исто така. А до колку години можеш да се пријави за да добиеш лиценца? Старосна горна граница нема. Нема? Нема. Можеш и на Минималната- 60 години? Може, па ние сме имале кандидати кои што ја поминале својата 55-60 година од животот и се запишале нормално на оние повисоки нивоа, затоа што да се дојде до школување на про диплома, на про ниво, треба да помине одреден процес на едукација кој што е пак поврзан со фонд на часови и период на чекање. Значи за УЕФА Б завршува 2 години работи на тоа ниво, значи као тренер со млади категории и по 2 години аплицира за упис на УЕФА А, тоа е напредното ниво. И исто така има период на стажирање за да се запише на УЕФА Про диплома, каде што би рекол критериумите се најстроги затоа што тоа ниво е силно контролирано од УЕФА. Ете, спомнавте Англија, значи ќе кажам дека тренерот наш кој што би добил УЕФА Про диплома ќе биде на исто рамниште со Арсен Венгер. Истата диплома. Значи исто тоа е. Исто. Јас ви благодарам многу и ви посакувам многу успехи и да има што повеќе и повеќе успешни тренери кои што произлегуваат од вас. И ја ви благодарам на вас. Поздрав до гледачите на вашата телевизија и се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. Да. Игра назад. Добар, опа. Така, браво. Добар. Овде е Данчо Целевски, поранешниот македонски репрезентативен голман, долгогодишен тренер и сега активен на многу полиен фудбалски работник и поранешен соработник со легендата на фудбалската легенда на Македонија Благој Статов. Па еве ние ќе опрашаме малку повеќе тој да ни каже за нивната врска, за врската меѓу него и легендата, фудбалската легенда на Македонија Благој Статов. Пред се да ја поздравам целата спортска публика во Македонија и во Струмица и сите пријатели пред се на Благо и вас да ве поздравам. Драго ми е што се осеќам како пријател на една ваква спортска легенда, која што во текот не само на својата долгогодишна спортска кариера, туку и после завршувањето, остава еден голем
печат на спортското работење и воопшто спортското дружење во Македонија. Моето запознавање со Благојчо тргна од моментите кога некаде 90-тите години, односно 94-та-5-та година, кога почнав да бранам за репрезентација на Македонија. Ја имав и таа чест Благој да ми биде и тренер во репрезентација во времето на селектурувањето на Ѓоко Хаджиевски. Што би рекол за Благој? Кажав дека ми е чест да си има еден таков пријател, човек со едно огромно срце, човек со огромно искуство и тие моменти на почетокот на вистина ми беше од голема корист и едноставно се најде во вистински момент покрај мене да ми помогне во мојот развој во фудбалската кариера. Пренесе искуството него. Апсолутно. Знае, Благој си има своја харизма која што човек и да не го разбира, ќе го разбере ако сака да го разбере. Знаете за што зборува. Човекот вистина има многу отворен однос. Сега не зборувам само за мене, ја гледам како функционира со околината околу него и само најдобри зборови. Во понатамошното веќе после тоа кога нормално секаде настануваат промени, нели, и во репрезентација настанаа промени, дојдоа нови тренери, јас заминав по свој пат во странство, Турција и така натаму. Благој почна со својот тука комплекс да го зголемува, да го развија, да го проширува и на задоволство на сите нас во денешните услови за Македонија ова е еден вистина комплекс каков треба да има и на повеќе места во Македонија и треба да е урнек за добро работење и домаќинско работење. И затоа вие сте чести посетители овде. Баш затоа, јас сега во овој момент сум со репрезентација до 18 години. Така на некоја малечка контрола на голманите кои што се тука, бидејќи тоа ни е надпреварувачка репрезентација во овој момент. Некаде во октомври месец играме квалификации со репрезентациите на тешка група, Финска, Италија, Англија, навистина тешка група и треба да се подготвиме максимално барем за да можеме барем на нешто да го темелиме оптимизмот. Тука повторно е Благој да ни помогне со својата великодушност, со своето отворено срце, да ни излези во пресед за сите наши побарувања и ние сме му благодарни за сето она што го прави за нас.